Оризопроизводителите од Кочанско повторно се жалат дека прскањето со хемиски препарати против плевелите не ги дало очекуваните резултати од третирањето. Иако пробале со различни хемиски препарати, прскале во различни периоди, постигнат е многу слаб ефект. Освен вложениот труд, бележат изголемени трошоци без да имаат корист од тоа. Велат дека ваквата состојба директно се одразува на приносите, поради што наместо очекуваните количини жнеат и по само 1/3 во споредба со вообичаеното. Затоа бараат надлежните инспекцијски и други органи да обрнат поголемо внимание на тоа што се увезува и дали декларацијата на хемиските препарати е соодветна со фактичката состојба. Министерството за земјоделие да поведе сметки за увозниците. Каков семенски материјал, репроматеријали какви ни увезуваат, бидејќи скапо ги плаќаме, а можете и сами да видите дека ефект нема никога. 20-30% има само просо, има 30% стаи црвен ориз, подник и ќе спадне 30% ориз. А трошковите се дадени. Ѓубре фрлено, вода прскано по 2 пати, по 3 пати прскаме. Со колку повеќе прскаме, наштетуваме на оризот. Оризопроизводителите најмногу се жалат од присуството на просо во нивите, кои воопшто не можат да го уништат. Имало и нови подвидови плевел, поради што оризовата култура не напредувала, туку стагнирала, а временските прилики му погодувале на плевелот, па тој подобро напредувал од оризот. Земјоделците велат дека поради неефикасноста на хемиските препарати, повеќе од веројатно е дека од оваа реколта ќе забележат загуби и од над 50% од посеаното.